Министерството за внатрешни работи постапува согласно наредба, односно одлука донесена од страна на судот, изјави министерот Панче Тошковски на прашање како сопственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски експресно за половина ден добил времен пасош кој му овозможил да отпатува за Истанбул на матурска прослава на неговиот син. Тошковски додава дека како и за други личности од интерес на јавноста во минатото, кога се постапило согласно закони во рамки на итна постапка се издавал пасош за еден ден, така било и во овој случај. Суштината на прашањето треба во овој случај да биде како е донесена одлука од судот да се врати предметната патна исправа, а не зошто Министерството за внатрешни работи постапило согласно одлука на судот. Министерството за внатрешни работи не може да постапи поинаку. Нити сега, нити претходно, нити па во иднина ќе постапиме спротивно на наредба дадена од страна на јавен обвинител и на одлука донесена од страна на надлежен суд. Во четврток Скопска апелација го донела решението со кое одобрено Јаховски да добие привремен пасош. Во петокот тој заминал кон Грција, а викендот присуствувал на семејната прослава во Турција. Вчера ја поминал границата на преминот Богородица и заминал во кривичниот суд да се јави како дел од мерките за обезбедување во истрагата. И како што Тошковски прстот го впери во судот, таму вчера одговорија дека не издаваат патни исправи и пасоши, туку тоа е обврска на други надлежни институции во случајов МВР. Барањето до судот било поднесено на 12 мај, на 29 мај апелација му дозволила на Јаховски да извади пасош со рок од важење од 6 месеци. Тоа сепак се случило благодарение и на мислењето на обвинителството, кое донело одлука да го прифати предлогот за издавање на времена патна исправа заради присуство на осомничениот на матура на неговиот син. На тоа влијаела и претходната одлука Јаховскиот притвор да биде пуштен во домашен притвор со гаранција на недвижен имот од околу 1 милион евра и дополнително и средство од над милион евра. Јаховски е осумничен за перење на пари во истрагата за злоупотреби со набавки на мазут за ТЕЦ Неготино. Со истрагата се офатени собствениците на РКМ, притворените Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, како избеганиот поранешен директор на ЕСМ Васко Ковачевски. Истрагата е поради злоупотреби со набавки вредни над 160 милиони евра.